користите сето тоа, можете да го користите, се разбира, и во продолжение. А како што веќе кажав, во продолжение ќе можеме да поразговараме со нашиот денешен гостин, господинот Миле Андоновски, генерален секретар на партијата на пензионери. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и на вас, добро утро на вашите гледачи. Поздрав до сите пензионери. Така, поздрав и до пензионерите од нас, се разбира. Една од темите која што ни е, би рекол, секојдневие кај нас во Здрава Македонија. Најпрво една генерална оценка дали државата прави доволно за пензионерите и од сега, но и да кажем овие изминати 30 години. Ако направиме еден пресек на состојбите со пензиите во изминатиот период, можеме да забележиме дека во континуитет од некаде 1992 година соодносот на просечната пензија во однос на просечната плата постојано е во некаков слободен пат, со одредени исклучоци кои би имало определени интервенции, веројатно поврзано со потребите на политичките партии во тие дадени периоди да се во наводници додворат на тоа масовно гласачко тело, за да можат да профитираат во поглед на придобивање на нивните гласови. Таков е случајот, например, во 2008 година, кога имаше едно по-така робусно покачување на пензиите, меѓутоа и покрај таквото покачување од 21,66% на пензиите, уделот на пензиите во соодносот со просечната плата беше поразителен и се движеше некаде околу 55% просечната пензија во однос на просечната плата. Исто такви намери за подобрување на положбата или влијанието на носечките политички партии во поглед на угледот нивен кај пензионерите како гласачко тело беше забележан и во периодот од 2013 до 2016 година, кога имаше привидно покачување кои што се движа во рамка од 600 до 654 денари во тие 3 години. Меѓутоа, поразително е дека и во тој период соодносот на просечната плата во однос на просечната пензија беше многу понеповолен во поглед на пензијата, бидејќи во тој период дури ние имавме поразителен податок дека просечната пензија беше дури помалку од 50% од просечната плата. Значи, веднаш по она првото покачување во 2008 година, наредната година заради поинтензивното покачување на платите, што е секако добро и ние како партија на пензионери секогаш ги поддржуваме сите иницијативи за подобрување на стандардот на работниците, бидејќи пензиите се поврзани со платите по принципно сврзани садови. Колку е поголема платата, толку е поголема пензијата. Ако имаме мали плати, тогаш имаме и мали пензии. Пензијата е економска категорија, таа не зависи од ништо друго, туку од придонесите и од вкупната сума на внесените средства од секој работник, во зависност од тоа колка му била платата и колкав период на стаж има остварено, и врз основа на таа математика се пресметува пензијата. Имаме едно такво покачување во 2020 година. Значи, во 2013 година имаше покачување од 7%, а во 2020 година од 6,3%, што на просечна пензија, но ако има една разлика сега во цела таа, да кажам, условно математика за пресметување, дека и повторно по покачувањето на соодносот на просечната пензија во однос на просечната плата, таа просечна пензија наредните години повторно паѓа. Ние сега сме на ниво од околу 57% е износот на просечната пензија во однос на просечната плата и тој постојано паѓа. Како што да кажеме, околу партијата на пензионери, да што се залага, кој е незиното влијание, веќе сте и во парламентот, во собранието? Да, ние како политичка партија се регистрирахме во 2013 година, од тогаш се трудиме на политичката сцена да ги промовираме интересите на пензионерите, заставувајќи ги примарно
интересите нивни, но и на сите други маргинализирани слоеви во општеството, младите, бидејќи како политичка партија ние сме политичка партија која што се залага за традиционалните семејни вредности. Ние сме загрижени и за состојбата во наталитетот, за демографската политика, за иселувањето на младите, бидејќи знаете, кога ќе дојдете во тоа трето животно доба, кога ќе ставите право на пензија, фокусот на секој од нас како пензионер е усмерен во судбината или шансите за успех на нашите внуци. Бидејќи очигледно дека не сме имале можност многу да им помогнеме на нашите деца, сакаме да направиме напор и тоа беше основен мотив да ја формираме таа партија, застапувајќи ги интересите на пензионерите, да помогнеме да семејствата бидат во малку подобра финансиска состојба, бидејќи сите сме сведоци дека огромен број на семејства во нашата земја зависат од пензиите, а пензиите, за жал, не се така добри. Ние како политичка партија, уште во стартните иницијативи, кога ја правевме првата програма, а особено сега, последнава програма, која што е насловена програма 2020-2030 година, заклучивме дека најважно прашање кое што може да ги осигура колку толку износите на пенсиите е да се осврне особено внимание на износот на минималните пензии. И сега по примерот на тоа дека минималните плати се со закон уредуваат и врз основа на одреден диалог помеѓу засегнатите субјекти, државата, стопанските комори, работниците и сите други субјекти кои што учествуваат во формирање на минималната плата, по тој основ видејќи, нели рековме дека пензиите и платите се непосредно една со друга поврзани, да тие просечни пензии, односно минимални пензии, бидат во рамка на не помалку од 60% од просечната плата. Сега имаше јануарско законско покачување на пензиите, може да коментираме тука. Најниските за 300 денари, највисоките за 1600 денари. Видите, разбира се и законски се, но нели треба обратно да бидат работите? Не, видите, не може да бидат обратно работите, меѓутоа можат работите да се уредат и да бидат сосема во ред. Пензијата не е социјално давање. Пензијата е економска категорија која што е регулирана со закон и зависи, како што реков, од уплатените придомици и од остварениот стаж на секој работник. Ние како општество мораме да се бориме да имаме повисоки плати. Бадијала е ние да се бориме да имаме повисоки пензии ако платите се заникаде. Во еден момент целиот систем ќе крахира. Ние мораме да креираме систем кој е одржлив. Разговаравме сега во почетоков на овој месец со премиерот Ковачевски за среќа наша како раководство на партија на пензионери. Чувствуваме дека наидовме на соговорник кој суштински ја разбира оваа проблематика и мислам дека без роковно определување на некои настани или на некои активности, без материјално-финансиско во моментов кажување на тоа какви ќе бидат усогласувањата на пензиите во нареден период, наидовме на едно разбирање од негова страна и мислам дека тоа ќе се реализира за сметка на ова сега кое што е редовно усогласување на пензиите, да имаме ново, вонредно усогласување или покачување на пензиите, зашто и сега во Законот за пензијско и инвалидско осигурување во членот 37 постои законски основ, бидејќи со измените во 2019 година успеавме да вметнеме една таква одредба која што нуди таква шанса. Но тоа не е системско решение. Ние мораме како општество да изградиме систем во кој што ќе ги уредиме пензиите да го следат соодносот на платите. И тој друг еден сегмент кој што значи социјална подкрепа на пензионерите со ниски примања да го издвоиме како посебен дел, да влезе во вкупната сума на пари кои што месечно ги добиваат пензионерите. На крај на краиштата на пензионерите воопшто и не им е битно како ќе се именуваат тие средства, дали ќе бидат дел на пензија или ќе бидат социјална поддршка на пензијата, но да определиме еден износ кој што ќе нуди минимално
достоинствени услови за преживување на најранливата категорија на нашето население. Се работи за една фрапантна бројка од околу 330.000 луѓе, од кои што, за жал, поголемиот број, околу 220.000 пензионери примаат пензии до 20.000 денари, а сите ќе се согласиме дека износот од 20.000 денари, доколку е единствен извор на приходи во едно семејство, е недоволен за преживување, од аспект на тоа дека примателите на такви пензии се возрастни луѓе кои што и да сакаат, најчесто не можат да се бават со некоја дополнителна активност за да можат да создадат дополнителна вредност и да си го прехранат семејството. Имате ли податок на броја колку семејства записат од тие пензии зборам помлади генерации кои што живеат со своите родители, кои што немаат никакво за жал вработување, па ги користат пензијата на родителите? Според ова не се званични податоци, бидејќи се податоци приверени од терен, Така? од нашите групи кои што работат на терен, ние имаме сознание дека околу 25% од семејствата на пензионерите, значи тоа се околу 75.000, така 300.000 пензионери, 25% така би дошло, околу 70.000 семејства, директно или посредно зависат од дотациите кои што добиваат од нивните родители пензионери. И затоа реков дека износот на пензиите во некој момент, ова вие што го поставите прашање 300 денари, 1600 денари, не се бројка која што може туку така да се земе во пресметка. Знаете, секоја пензија, секој пензионер е посебен случај за себе. Вие имате семејство во кој што имате два пензионери, едниот пензионер има 20.000, другиот пензионер има 11.000 минимална пензија, меѓутоа имаат и деца кои што им работат. Да. Имате други семејства во кои што имате еден пензионер кој што има 35.000 денари, но никој друг во семејството не му работи. И тоа се други прашања кои што не можат да се решат со системот. Сигурен сум, ние правевме разни модели како можеме тоа да го направиме и дојдовме до заклучок дека не е можно тоа да се направи. Меѓутоа, мораме да уредиме, да го направиме прагот на екзистенцијалниот минимум кој што треба да го добива едно семејство, посебно семејство на возрастни наши сограѓани, пензионери, за да можат колку толку спокојно да го живеат својот живот. Другата заложба, значи освен ова минимално да биде 60% од минималната пензија, да биде 60% од минималната плата, доколку сега според најавите, да, тоа би било некаде околу 12.600. Ние сметаме дека и тој износ во овие специфични околности е недоволен, па се залагаме за тоа да се направи... Го кажавте тоа на премиерот? Да го кажавме, да се креира една програма за пензионерите со пониски пензии, да има еднократни помошти во текот на годината, дали на месечно ниво, дали на годишно ниво, од 300-500 денари. Знаете, кога ќе кажете, покачана е пензијата 300 денари или 1000 денари, на годишно ниво тоа се, ако 1000 денари 12.000 денари, ако е 300 денари 3.600, ако е 600 денари 7.200 и ако е 500 денари 6.000 денари, тоа се во вкупна бројка кога ќе земете тие пари се многу мали. Знаете, ако пензионерските семејства најчесто се упатени на тоа да имаат високи трошоци околу лекувања, лековите се скапи и во тој сегмент имаме сет на мерки кои што во разговорите со како коалиционен партнер на новата влада, на кој што најдовме на разбирање, секако тие сите наши предлог мерки кои што се во нашата програма 2020 и 2030 се прашања кои што треба дополнително да се разгледаат, да се согледаат сите можни аспекти, можните импликации на буџетот. Ние, знаете, мораме да креираме политики кои што сите ќе не направат задоволни, меѓутоа нема да ја задушат државата. Државата мора да креира развој. Мора да имаме повеќе работни места, мора да имаме подобро платени работни места, мора да имаме по-ефикасни бизниси, мораме да имаме по-профитни предпријатија. Затоа викам дека
не треба да се сведе покачувањето на пензиите во некаква битка за тоа која пензија е повеќе покачена. Добро. Тоа е апсурдна категорија, бидејќи имате пензионери со 15 години стаж кои што работеле во текстилна индустрија, имате ист таков пензионер кој што работел во истата фирма 40 години. И гледате, на денот на пресветка на пензијата, вообичаено и двајцата работника имаат иста пензија. Знаете како? Ние имаме принцип на солидарност, што е одличен принцип. Кога ќе на некој пензионер ќе му се пресвета пензијата после 15, 16, 20 години стаж, во износ од 6.000-7.000 денари, веднаш по сила на закон, врз основа на тој принцип на солидарност, пензијата му се усогласува до најнискиот износ на пензија во моментот околу 10.840 денари, ако сега оствари пензија во јануари. Значи, ако некој работник кој што работел во некоја слабо платена дејност, оствари право на пензија сега во јануари и со решението му се пресмета пензија 6.500 денари, веднаш по автоматизам му се усогласува до најнискиот износ на пензија. Многу од пензионерите не се ни свесни дека во тој сегмент државата ги помага пензионерите. Ние велиме тоа е одличен принцип, тој принцип го поддржуваме, но велиме дека таа помош е мала. Треба да се подкрене до некој ниво на достоинствено, минимално помагање на пензионерите за да можат колку толку полесно да живеат. Во случај доколку отиде минималната плата 18.000, тој износ да биде 12.000. Јас ќе ви се благодарам за гостувањето. Мило ме што конечно успеавме да се договориме, да се видиме, да поразговараме. Ќе имаме повторна прилика кога да се договориме. Успех по работата и многу поубави услови за живот за пензионери. Јас сакам да ви се заблагодарам на вас што најдовте начин да не поканите нас од партија на пензионери. Ова е наше прво гостување во вашиот сервис. Би сакале да видиме многу почесто гости, за да можеме да ги искажеме сите проблеми на пензионерите. Проблемите на пензионерите се бројни, но во моментов најважната работа на која што треба да дадеме одговор и сите да се заложиме како општество, и работниците, и владата. Реков дека имаме подкрепа од премиерот и голема благодарност до него за таквиот негов став, но да почекаме да видиме како ќе се реализираат тие работи, да не одиме според народната со големи кошнички нафалени јагоди. Благодарам уште еднаш, беше тоа господинот Милјан Доновски, генерален секретар во партијата или на партијата на пензионери. Како што ќе кажавме, во продолжение